Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Се надевам дека и денес не следите и денес ќе уживате во уште едно ново издание на емисијата Нов ден. Отстапуваме минути за темата на денот. Денес кај нас во студиото е промоторот од Сдруженијето за развој на уметноста Киберпанк од Куманово. Па чест ми е да ви го представам денес кај нас Владимир Христов. Добро утро и добре дојде. Добро утро. Благодарам на поканата. Владимир, да слушнеме од тебе вака нешто поблиску. Какво здружение е Киберпанк? Па, здружение Киберпанк е здружение за промоција и развој на уметности во град Куманово и околината. Создадени сме од пред еден месец, постои здружението само од 28 април. До сега работиме неколку проекти. Целта ни е да внесеме малку динамика во културниот живот во градот, бидејќи сметаме дека моментално не постои такво нешто во град Куманово. Чија беше идејата да се формира едно вакво здружение? Па идејата на повеќе луѓе, меѓу кои сум и јас. Во здруженијето сме повеќе основачи. Тоа се повеќето сликари, актери, драматурзи, таков тип. Повеќето луѓе што се занимаваат со уметности. Така. Вршите промоција на секаков вид на уметност во соработка со Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев, мислам, така? Да, со Националната установа Центар за култура, исто така и со Националната установа Музеј на град Куманово имаме соработка, каде веќе изминатиот месец направивме, заеднички организиравме две изложби. Едната беше на 17 мај, тоа е изложба на наш локален сликар, младиот Владан Петрушевиќ и Надица Толевска од Битола има изложба една, а потоа на 5 јуни имавме уште еден мултимедијален настан на кој што имавме музички перформанс, арт перформанс и видео арт. Така. Пак да се навратиме на оној почеток. После идејата, дали беше тешко да се стигне до реализација? Дали ви помогна некој во остварувањето на формирање на едно вакво здружение? За формирање само се собравме тоа. Така и одлучите. Да, нормално имаме статут кој што се врши, тоа се бирократски работи кои што адвокати ги вршат, не ние. Така. Да, потоа помош имавме само така од установите како што веќе ги спомнав, и Центарот за култура и Музејот на град Куманово. Дали настанот кој што се случи на 5 јуни беше првиот настан кој што успеавте да го организирате како здружение Киберпанк? Не, претходно имавме уште еден, да спомнам веќе за изложбата на Владан Петрушевиќ и Надица Толевска. Тоа беше класична изложба без некои посебни работи на нејзе, а после тоа имавме организирано промоција на нов албум на групата PMG од колектив од Скопје. Тоа се случи во кафе бар Кашмир во Куманово. Тоа беше супер настан. Имавме поддршка и од барот таму за да го оствариме тоа како што ние сакавме да изгледа и да звучи. На 5 јуни мултимедијалниот настан беше веќе втора соработка со Националниот музеј и со галеријата на град Куманово. На тој настан учествува Ивица Димитриевиќ со негов арт перформанс, Кристина Божурска со видео арт и сега малку се збунив во моментов. И бендото Бохтал настапува со свој музички перформанс, тоа се Антонио Митевски и Давор Серкиниќ, членови на бендот, кои што свират модерна класика. Ајде да направиме една кратка музичка пауза. И ти како еден музичар слушаме музика која што ќе биде избор на колегите од режија, па ќе се вратиме во студиото за да продолжиме со разговорот. Твојот лик моја прва платонска љубов чиста како сълза. Сега кога пораснав сватив што си ти. Дојдов пак
ништо не сменето. Шушка молика, не, темно е. Светат фенери се, што имав заложив, да ти пејам под пенџери. Дали си уште сама, дали тагуваш, дали исто чувствуваш? Морав да ги дофатам сите висини на светот, за да се пак откријам што ми значиш ти. Дојдов пак, тајно моја звезда, праќам да те повикам. Ништо не сменето, шушка молика, темно е, тајно моја во душа, светат фенери. Се што имав заложив, да ви пејам под пенџери. Да ти пејам под пенџери. И како честопати што знам да ви повторам и да ви кажам, и денес во нов ден отстапуваме простор за да поразговараме за сите оние теми кои што се важни за човекот и општеството. Пред се ставаме акцент секогаш кога некој иницира развој на културата и на оние уметнички вредности. Се запознаваме подетално со здруженијето, новоформираното здружение Киберпанк од Куманово. Владимир, да продолжиме со разговорот. Некако спектакуларно се спремате меѓу останатото и за еден нов настан кој што ќе се одржи овој месец, односно на 17 јуни. Да слушнеме за што точно станува збор. На 17 јуни тоа голема чест ми е да дури да се пофалам дека успеавме да го донесеме господинот Дамо Сузуки од фронтмен на легендарната група од Германија Кен, кој што настапува уште во периодот од 70-тите години. Основоположници на крауд-рок музиката и на денешната техно музика. Тоа е еден од првите луѓе кои што почнале воопшто да се занимаваат со таков стил на музика. Господинот Дамо, сега успеавме да го донесеме овде во Куманово. Очекуваме многу луѓе на концертот, имаме заедно со него многу убава екипа кои што ќе настапуваат заедно со него. Нормално, како што претходно зборев, форсираме локални уметници, затоа повеќето од луѓето кои што ќе настапуваат со Дамо Сузуки ќе бидат локални кумановски артисти. Тоа се бендот Обох Толпреска, ги спомнав за концертот што веќе го има во Ликовната галерија Куманово, заедно со уште еден млад тапанар од Куманово, Небојша Митич. Потоа имаме бенд СИЗ, тоа е бендот на акторот Ивица Дивитриевиќ од Куманово, заедно со Сашо Спасовски ќе настапува заедно со нивниот бенд. Сашо Спасовски чита го знаат во Куманово сите. Последниве само не од Куманово, тоа е бендот Kings of Pseudo, составен од режисерот Срđan Јаначиевиќ и композиторот Игор Василев Новоградска, како гост кај нив исто така ќе биде господинот Горан Трајковски познат од бендот Анастасија. Значи, започнувате во 19 часот и 30 минути, влезот е слободен, тоа е она што треба да го нагласиме за нашите гледачи и за сите оние кои што се интересираат за ваков вид на некои организации и манифестации. Каков е интересот, Владимир, кај луѓето, еве особено можеби и кај помладата популација?
Па на досегашниве настани што ги организиравме имавме супер посетеност. Преголема посетеност дури на концертот на PMG, дури не ни очекувавме дека ќе имаме толку многу луѓе како што имавме. За овој концерт на Дамо Сузуки исто така очекуваме голема посетеност затоа што нема да настапува ниту во Србија. Господин Дамо е познат насекаде по светот во стилот на музиката кој што тој го форсира. Ќе имаме гости од Србија, ќе имаме гости од цела Македонија, влезници гратис. Концертот е бесплатен, тоа не заборив да кажам, но се влегува со вакви флаери за да да се има контрола, се знае колку луѓе имало на настанот. Каде ќе бидат поставени флаерите? Секој кој што доаѓа непосредно пред влегување си зема или ги делите уште од сега? Флаери веќе има оставено во кафе бар Кашмир во трговскиот центар Гарнизон во Куманово. Флаери имаме за другите градови, најверојатно не е важно, има во Битола, има во Прилеп, има во многу места во Скопје. Ќе ви оставиме тука во телевизијата за сите заинтересирани кои што сакаат. Концертот е бесплатен. Мислам дека тоа ќе биде супер промоција за да може сите, дури оние што не се толку многу запознаени со стилот на музиката на Дамо Сузуки, да дојдат и да посетат, да видат за каква музика се работи. Што се бараше од тебе како промотор за организирање на еден ваков настан? Кои беа твоите обврски? Обврските се огромни. Да слушнеме? Со тоа, да, обврски имаш првин да се договориш со да преговараш цело време всушност. Преговараш со луѓето што треба да настапуваат, преговараш со луѓето кои што треба да биде да се одржи концертот. Создаваш, наоѓаш озвучување, создаваш тим кој што работи на целата екипа на маркетингот. Едноставно тоа е. Добро. Имавме ние можност да слушнеме една музичка номера, мислам кој не го сака, легендарниот Тоше Троевски. Ти меѓу останатото, Владимир, си музичар, ми рече непосредно пред емисијата. Што свириш? Свирам бас гитара, тие што ме знаат го знаат, оние кои што не ме знаат еве да кажам. Еве за тие кои што не го знаат. Во моментов не свирам со никој бенд, сам создавам музика. Ќе имате тоа прилика сите да го чуете. Немам точна дата, на крајот од септември во Ликовната галерија во Куманово. Експериментална музика создадена само на звуци, во која што се користат огини цевки за да се создаде цела композиција. Од каде идеја, Владимир, за такво нешто? Идејата? Мислам, тоа нели сега е една оние талент шоуа кои што се на секаде низ светот, но има, значи такво нешто талент шоута, не знам што се случува таму. Значи сакаш да ова е веќе да потенцираш дека е лично твоја идејата за вакво нешто. Да, не е лично моја, тоа е потекнува, тој стил на музика потекнува исто така како и музиката на концертиве што ги организираме потекнува од Германија од 70-тите и 80-тите години, тоа е спаѓа во индастријал музика. Така се нарекува. Кога рече дека можеме да видиме такво нешто во септември? При крајот на септември ќе може во Ликовната галерија во Куманово, ќе имаме таков еден музички перформанс. Така. Кој е процесот на создавање на едно дело? Од што почнуваш? Па кај секој автор тоа е различно. Некој зима инструменти, па вежбаат, свират, создаваат музика, некој сосема на поинаков начин. Кај мене тоа оди шетајки низ град обично. Од инспирација се звуците од градот, најчесто кога се гради нешто, кога се создаваат галамата, бучавата во градот што имаме. Тоа ми е основна инспирација за музиката што ја создавам. Дали во вистинските дела има приказна всушност? Секогаш. Дали сакаш да додадеш нешто пред да те прашам за... Да, сакам да кажам за тоа, за музиката која што порано сум ја свирал пред ова. Си кажам, порано настапував со кумановскиот бенд The Hip, не знам дали сте запознаени со тој бенд. Го имавме како менаџер тогаш Љубиша Петрушевски, денес декан на Евроколеджот во Куманово. Имавме супер успешни 2 албуми снимени со тој бенд. Тоа сака, потоа имав друг бенд што се викавме White Noise in a White Room, чи бела бучава у бела сова, кој што тогаш уште создававме таква музика и со цевки, користевме шаори од испукани ракети, тоа беше последица на војната што имавме во 2001 година. Заради тоа користевме таков тип на инструменти, ги користевме испуканите оружја како музички инструменти. Да, и после тоа уште имам настапувано и со култниот бенд Мизар. Тоа е бенд од Скопје, постои од 80-та година. Богата биографија доста. Па да, во музиката прилично. Мислам, која е разликата помеѓу уметноста и кичот? Дали времето е вистински репер за тоа? Времето, не знам, уметност и кичот, разликата токава е, не се гледа скоро. Најчесто е така. Не може...
Не знам тоа како да го објаснам, која е разликата, не би можел Сакаш да да го кажеш во објаснам секој тој случај момент. дека е тенка линија? Многу тенка линија. Најтенка, малку нешто фали за да биде да премине во уметност или да премине од уметност во кич. Сегаш фали многу малку за тоа. Добро, Но нема интересен конкретно објаснување. Интересен одговор. Правиме уште еден пресек со уште една музичка пауза, па се враќаме да продолжиме. Погледни ме, дали гледаш во мене, човек што би дал баш се само за тебе. Погледни ме, ќе го видиш твојот сјај, моите очи не знаат да лажат, знаат. Сакам да те гледам среќна, ти ме лечиш како песна, не ме оставај сам. Насмевни се, како мелем си за душа, сакам секој ден да слушам, биди до мене. Владимир, нашите гледачи, а еве лично и јас сме оние кои што некако се пронаоѓаме и уживаме во ваквиот стил на музика. Но нели вкусовите се различни. Да. За сега различно, точно така. Ке имаме можност можеби и ние да дојдеме во септември Секако. да проследиме што ќе се случува таму. Ајде да си продолжиме со разговорот. Колку денес уметноста представува маркетинг и колку таа може да функционира без само промоција? Колку представува маркетинг, сега тоа уметноста општо на светско ниво е бизнис. Без само промоција не можеш ништо без маркетинг да направиш. Дали живееме сепак во едно турбулентно време во кое што еве и пред музиката нагласивме дека е тенка линијата помеѓу уметноста и кичот, на која што ти даде еден адекватен одговор, па можеби еве да продолжиме сега со ова, бидејќи од тоа што некако се повеќе е исполнет тој свет на уметност.
Па дали можеби затоа е потребна само промоција во секој случај? Не може да се дојде до израз од тоа што се повеќе луѓе се вклучуваат во различни сфери? Па мора да се промовираш, затоа што како што спомна веќе нели пред малку тоа дека уметноста на светско ниво е бизнис. Галериите, ликовни светот се многу популарни, продаваат дела од секакви сликари, од дела од за без пари до милионски суми, исто е со музиката, тоа се најчесто корпорации кои што создаваат нови музичари и ги продаваат на публиката. На тој начин функционираат. Кај нас, за жал, тоа се уште ништо ни малку не е развиено, ниту имаме галеристи во државава, ниту имаме некои си организации кои што создаваат нови млади уметници, како музичари уметници, ниту имаме филмска индустрија развиена за да можеме да функционираме како целина во уметноста. Така. Не достигаат многу работи. Сепак иновативни сте вие во Киберпанк здруженијето, па работите со полна пареа и точно време е да ги слушнеме вашите следни проекти. Да, добро. Како што кажавме, нели тоа претходните проекти што беа, следен проект сега прв уште еднаш да го кажеме Дамо Сузуки на 17 јуни во Центарот за култура во Куманово. Ќе се одржи концертот, влезот ќе биде бесплатен за тој концерт, поканети се сите, и кој го знае, и кој не го знае, нека дојат да видат за што се работи. Ќе имаме и други гости, и друга програма за време и после и пред концертот. А во идниот период, во следниве 2 недели, да најавам сакам уште дека имаме уште 2 изложби. Едната ќе биде изложба на професорот Ангел Миов од Универзитетот за ликовни уметности во Скопје, а другото е исто така една екипа од Скопје која што создаваат музичко-сценски перформанси. Тоа се екипата се нарекува себе си Поклон, како поклон. Нели, настапуваат со музика и со своји ликовни дела. Дел од екипата се Владимир Лукаш, Вук Митевски. Јас ќе настапувам на тој настан исто така со нив. Тоа се 2 настани кои што ќе се случат во следниве 2 недели, на 22 мислам и на 30 јуни. Така. Ние секако дека ќе дојдеме медиумски да го покриеме тоа, па еве нашите гледачи и после настапот ќе имаат можност да видат. Еве, секогаш обработуваме ние во нашата утринска емисија, односно во првиот дел, тие некои актуелни настани кои што се случуваат во целиот североисточен регион. Па ви посакувам, Владимир, многу среќа, многу успеси и се надевам дека повторно ќе ни дојдете како гости во студиото за да зборуваме и за некои ново остварени идеи пред се. Благодарам на поканата, ми беше мило што бев тука. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за тоа што и вие денес бевте дел од нов ден. Се гледаме утре со почеток во 8 часот. До тогаш, останете со нашата програма.